Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав до сите вас од студијето на Адвентистичко радио Глас на надежта. Ја започнуваме денешната емисија Извор на надеж. Емисија која се емитува секој вторник и четврток во 9 часот. Би сакал на почетокот, како воведни мисли, да кажем дека Исус е надежта што не разочарува. Апостол Павле во Римјаните 5 глава во 5 стих пишува: а надежта не посрамува, зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух. Надежта во време на страдање, значи Исусовата надеж не разочарува, но таа надеж е тука и кога сме во време на страдање. Давид напишал Псалам 42:11. Зошто си жалосна, душо моја, надевај се на Бога, зашто пак ќе го славам. Дури кога срцето е скршено, кога ќе се надвијат темни облаци во нашиот живот, Бог е тука поред нас. Тој не ги трга сите проблеми, но ни дава сила да поминеме со вера. Библијата е полна со великани, патриарси, пророци, кои имале своји проблеми. Бог не ги оградил со некој ѕид па да не дојдат тие проблеми, туку тој ќе не чува да поминеме безбедно низ тие проблеми како и самите апостоли и патриарси што поминувале. Давид вели: зошто си жалосна, душо моја? Давид имал многу падови во својот живот, многу проблеми, искушенија, но сепак тој ја наоѓал надежта во Бога. Давид вели: надевај се на Бога, зашто пак ќе го славам. Дури кога срцето е скршено, почитувани пријатели, Бог е таму. Тој не ги трга сите проблеми, но ни дава сила, како што реков, да ги поминеме со јака, со чврста вера. Надежта не значи дека нема болки, туку дека Бог е поголем од самата болка. Во Него темнината нема последен збор, туку последниот збор го има Исус Христос. Нека и во овој ден Исус биде извор на нашата надеж. Одиме сега да ја проследиме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Во страшниот мрак и молни, дур громове слушам глас. Познам дека јас не сум сам, јас знам да ме чува спас. И кога ми душман прети, и тогаш јас едно знам, да не сум во својот живот, никаде јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече,
да не сум јас никога сам. Никога не тага гуши, без утеха в тежок час. Ни светли тој лице свое, пред мене тогај спас. Со смрт кога ѓавол плаши, о тоа ја само знам, да не сум во својот живот, никогаш јас не сум сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. И животот тој си даде, да плати за мојот грех. Со љубов ме гледа вечно, стрпливо ме води тој. Познам дека скоро иде, во слава и сила мој спас. И маки ќе минат тогаш, што в небо не одведе нас. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Исуса го искушува сатаната. Почнува да учи, ги повикува првите ученици и лекува секаква болест. Глава 4. Тогаш Духот го отведе Исуса во пустина за да биде искушуван од ѓаволот. И како постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле опадне. А кога се приближи до него, искушувачот му рече: Ако си син Божи, кажи овие камења да станат лепови. А он му одговори и рече: Напишано е, не само од лев ке живее човекот, а и од секој збор што ќе излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на храмовата стреја и му рече: Ако си син Божи, скокни долу, зашто во писмото стои: На ангелите своји ќе заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш некако ногата од камен. А Исус му рече: Напишано исто така, не искушувај го Господа твојот Бог. Го одведе ѓаволот потоа на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: Сето ова ќе ти го дадам ако паднеш и ми се поклониш. Но Исус му рече: Бегај од мене, Сатано, зашто е напишано: На Господа твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. Тогаш ѓаволот го остави и ете дојдоа ангели и му служеа. А кога чу Исус дека Јован е предаден, отиде во Галилеја. И кога го остави Назарет, дојде и се насели во Капернаум приморски, во пределите Заволонови и Нефталимови, за да се исполни реченото преку пророкот Исаија кој вели: Земјата Заволонова и земјата Нефталимова на пат кон морето одаде Јордан е незна Божечка Галилеја. Народот што седеше во мрак виде голема светлина и на оние што седеа во место на сенка смртна им изгреа светлина. Од тогаш почна Исус да проповеда и да говори: Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно.
И одејќи покрај Галилејското море ги виде двајцата браќа Симона наречен Петар и брат му Андреј како фрлаат мрежа во морето бидејќи беа рибари. И им рече: Појдете по мене, и јас ќе ве направам ловци на луѓе. И ете тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Потоа, одејќи понатаму, виде други двајца браќа. Јакова, Заведеев и брат му Јована во кораб со Заведеја таткото нивни, кој си ги крпеа мрежите свој и ги повика. И тие наеднаш го оставија коработ и татка си и тргнаа по него. И одеше Исус по цела Галилеја и кога поучуваше по синагогите, го проповедаше Евангелието на царството и лекуваше секаква болест и немоќ кај народот. Па се разнесе глас за него по цела Сирија и ги доведуваа при него сите болни, нападнати од различни болести и страдања, и бесни, и месечари, и фатени, а он ги лекуваше. И по него одеше многу народ од Галилеја и од Десетоградието, од Ерусалим и од Јудеја, од таде Јордан. Исус, Творец. Бог ги повикува сите луѓе да го запознат како Творец на небото и земјата. Во последната книга од Библијата се наоѓа најголемата причина за обожавање на Бога. И поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Откровение 14:7. Кој го создал светот? Библијата кажува Бог кој создаде се преку Исуса Христа, Ефесијаните 3 глава 9 стих. Нова величествена вистина не и треба коментар. За Христа како олицетворена вистина апостол Јован посведочил. Во светот беше и светот преку него настана, но светот не го позна. Јован 1 глава 10 стих. Светот не го познал во Христа свој Творец, но библиската вистина за него како спасител и Творец на светот е јасна и непобитна. За жал, милиони денешни христијани малку знаат за улогата што имал Христос како Творец на светот. Тие знаат дека тој е спасител, но Исус не би можел да биде спасител ако не и Творец. Својата книга за Христа апостол Јован ја почнува со истите зборови со кои Мојсија ја почнува својата историја за создавањето. Тој пишува: во почетокот беше Словото, и Бог беше Словото. Се стана преку него, и без него ништо не стана што стана. Во него имаше живот, и животот им беше светлина на луѓето. Јован 1 глава од 1 до 4. Зборувајќи за Исуса Христа како откупител и Творец, апостол Павле кажува: во кого имаме откуп преку крвта негова и опростување на гревовите, и кој е образ на невидливиот Бог, првороден пред секоја твар, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, се е преку него и за него создадено. Колушјаните 1 глава од 14 до 16. Самиот Бог, почитувани, Бог Отец му рекол на својот син, преку кого и светот го создаде: во почетокот ти, Господи, си јас основал земјата, а и небесата со дело на твоите раце. Евреите 1
2 и 10. За Христа како Творец, пророкот Мојсија напишал на првите страници од Библијата и ги заврши Бог до 7-миот ден делата своји што ги направи и се отпочина во 7-миот ден од сите своји дела што си создаде. И го благослови Бог 7-миот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите своји дела што ги направи и создаде. 1 Мојсеева 2 глава 2 и 3. Мнозина се изненадени кога ќе слушнат дека Христос е Бог кој го создал светот. Дури во светлината на оваа вистина стануваат јасни зборовите што ги изговорил самиот Исус додека одеше во сабота низ посевите. Своите ученици тој, каде што кинеа патем класја, ги одбранил од обвинувањата на фарисеите со својот божествен авторитет кога рекол: Синот човечки е господар и на саботата. Марков 2 глава 23. Господар на светот е господар и на саботата. Творецот саботата ја воспоставил како доказ на својата творечка сила во првите 6 дена на создавањето. Саботата осамнала кога било создадено се и кога виде дека сето тоа она што го создаде многу добро. 1 Мојсеева 1.31. 7-миот ден почитувани станал специјален празник. Бог го благословил и го посветил за посебна задача. На човештвото што се состоело само од Адама и Ева, Бог можел да му го каже истото она што им го кажал на фарисеите. Саботата е создадена за човекот. Марко 2.27. Саботата е создадена во Едем, кога уште немало ниту еден евреин. Саботата на човекот во рајот му била не само потребна, туку и благослов. За првиот човек, односно првиот маж и жена, саботата била доказ дека ги создал Бог, но исто така израз на нивната љубов кон својот Творец. Христос бил Бог кој ја создал саботата и ја ставил во центарот на својот морален закон. Од таа причина Христос рекол дека содржањето на заповедите ние покажуваме љубов кон Него. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој оној што ме љуби, а кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец. И јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Јован 1:14-21. Најстариот извештај на Библијата е извештај за создавањето и за саботата. Саботата е создадена за Адама и Ева како представници на целиот човечки род. Знаејќи однапред дека човечкото семејство ќе биде наклонето да го заборави својот Творец, Бог ја создал саботата да не потсетува на Творецот и на создавањето. Саботата е дадена во Едем пред појувањето на гревот, зашто Христос сакал веднаш да го поврзе срцето на човекот со себе како Творец. А кога човекот сгрешил, саботата и понатаму останала како знак кој јасно укажува на Христа како Творец. Саботата укажува не само на првото создавање, туку и на идното, второто создавање. Христос дошол на светот за уште еднаш да не создаде според својот лик. Затоа саботата не е само знак на Христовата љубов кон нас, туку и на нашата љубов кон Него. Познавајќи саботата, ние ја исповедаме нашата вера дека Исус е наш Творец и Откупител. Саботата е споменик на првото создавање, но исто така и на второто. Новото создавање што ни го овозможил Христос со своето отелотворување, со смртта и со воскресението. Кога Христос бил на земјата, вистинската природа на саботата не можела да се види под пластовите на традицијата на еврејската црква. Наместо да биде благослов, саботата станала товар. Првата Христова задача била својот свет ден да го ослободи од човечките толкувања. Малку луѓе околу Христа знаеле дека тој во празнувањето на саботата гледа најголем израз на љубовта кон својот небесен Отец. Уште помалку имало такви кои знаеле дека заповедта за празнување на саботата ја напишал сам Христос. Христос бил почитувани Бог кој на Синај на камена плоча напишал со својот прст: помни го денот саботен за да го празнуваш. 6 дена работи, сврши ги во нив сите работи своји, а 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни керката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ни волот твој, ни ослетот твоје, ниту придојдениот кој се наоѓа кај тебе. И за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив.
A во седмиот ден си отпочина, заради тоа Господ го благослови седмиот ден и го посвети. 2 Мојсеева 20 глава. Како човек Исус го празнувал седмиот ден. Мощно е значајно што Исус ја празнувал саботата и тоа според својот обичај, а не според црковните преданија. Еден ден кога наминал во Назарет, градот во кој пораснал, Исус по обичајот свој, вели Библијата, влезе еден саботен ден во синагогата па застана да чита. Лука 4:16. Старешината на црквата мощно добро го познавал Исуса и неговиот обичај во сабота да биде во црква. Затоа му укажал доверие да го води богослужението. Драги пријатели, Исус како човек не ја променил саботата што ја дал како Бог. Саботата е дадена како доказ на неговата божествена моќ да создава. Бог не се менува. Исус Христос е ист вчера и денеска и секогаш. Евреите 13:8. Саботата е траен знак на неговата непроменливост и ние не треба да ја менуваме. Без текстот постојам.
Полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Почитувани гледачи, би сакал денеска да ви ја понудам бесплатно секако Библијата или Светото писмо за млади, би рекол, бидејќи ова Библија е со поситни фонт, значи поситни букви, би рекол, но идеална е, значи, за младите. Брошура, значи, во мек повес, може да ставите во ташна, во джеп, но како е да е извонредна книга, Библија само за вас. Ако ни пишете, ние ќе ви испратиме по пошта на ваша домашна адреса. Исто така, би сакал да ви ја понудам и денеска дописата Библиска школа, книга над книгите, каде што може да ја проучувате Библијата по дописен пат. Значи, ако напишете bibliјата.зборува.мк, ќе ви се отвори таа дописна библиска школа, која што има повеќе насоки, а вие може да одаберете која насока сакате да ја изучувате, да ја проучувате. Да видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве дојдовме до самиот крај, драги гледачи, ви благодарам што бевте и денеска со нас. Поделите ова емисија на ваши пријатели и роднини. Значи, одете на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта и таму се поставени сите досегашни емисии што сме ги имитувале и ќе може да ги истите споделите. Посакувам убав ден, бидете расположени, ведри, нека Исус биде и во овој ден извор на нашата надеж. Поздрав до следната емисија. Довидување. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.